Ајде да видам како е вашето лице кога сте многу налутени. Кој ќе ми покажи? Ајде да видам како е твоето лице. Ајде тебе да те видам. Направи. О, ти се смееш. Ова е налутено лице. Ајде да видам ти. Кој ќе направи исто така налутено? Најдобро покажа Галер. Дојди да те видам, дојди застани овде, кај таблава и покажи им на другарите. Знаваме дека е налутена. Какво е лицето? Аха, Димитрина покажа каде на вегите. Какви се вегите? Чекај да видам. Вегите се спуштени надолу. И устата е стегната. И погледот е надолу спуштен и рацете се прекрстени вака. Браво, одлично покажа Лутина. Ама ова не е вистински, само изглумено, така? Ама одлично, аплауз, 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 браво! Вака, драги деца, сите понекогаш сме налутени. И тоа е во ред. Нормално е понекогаш да се налутиш. Но, тоа не треба да трае цел ден. Многу е важно како ќе ја покажеш лутината и многу е важно да знаеш таа да ја смириш. Да што? Аха, кога не те пушта мама да одиш во дворот да играш, така? А ти зашто се лутиш најмногу? Че не ме пушта да одам за незелено Да одиш со мама некаде заедно, а таа има работа, добро. А ти зашто се лутиш? Кој ќе каже друг, ајде да видам? Зашто? Еве ти кажи ни, зашто? Оти јас му велам на тато да појдеме на базин, тој не ме пушта. Понекогаш се лутиш. Се лутите и овде за некоја играчка, јас тоа добро го знам. Две деца ја сакаат истата играчка, па ќе се налутат. Ама како тогаш да ја смириме лутината и да кажеме со убав збор што сакаме? Ете, денеска тоа ќе го учиме и овој семафор ќе ни помогне да научиме како да ја купите играчката што ти ја сакаш, а мама или тато велат не може денеска да купиме играчка. Денеска одиме в чаршија и нема да купуваме играчки. Понекогаш ти доаѓа да се налутиш и да ја бараш таа играчка. Но што треба тогаш? Кога си лут се вклучува црвеното светло. А што значеше, деца, црвеното светло на семафорот? Стој! Така е! Пази, стој! Почекај малку, браво! Кога ќе дојди лутината, ти треба да си помислиш, аха, се запали црвеното светло на семафорот. Многу сум лут, ама треба да кажам стој, полека. А како ќе ја смириме лутината? Со жолтото светло. Сега се вклучува жолтото светло и тогаш почнуваме да дишиме длабоко. Ајде како што научивме со прстињата, како зајачки уши. Вдиши. Издиши. Ајде пак, се креваат ушињата на зајчето. И се спуштат. Чекај да видам кој најубаво диши со прстињата. Ајде. Наполни го стомачето сега. Се креваат ушињата. Спушти, издиши и ушињата се свиткуваат, паѓаат. Ајде пак. Вдиши. Лутината се смирува и се вклучува зеленото светло. А тоа што значеше? Во сообраќајот, кога си на улица, значи помини. А кога ја смируваме лутината, зеленото светло, значи сега си смирен и полека убаво кажи што сакаш. Еве, Галена и мама ќе одат во продавница. И Галена виде една играчка што одамна ја сакаше. И што и рече на мама? Мама, може ова играчка да ја купам? А мама рече, Галена, знаеш што? Денеска нема да ја купиме играчкава затоа што парите ни се за друга работа. Мораме да купиме многу работи што ќе ни требаат на летување. Знаеш се што договоривме. Имаме многу голем список, многу долг за работи што треба да ги купиме. Ама тогаш, што се случи? Галена се налути. И почна, што да прави? Тропаше со ногата и што рече? Сакам
A тогаш мама што рече? Галенче, како се учевме да ја смириме лутината, сега си налутена, нели? Се вклучи црвеното светло, а тоа што значеше на семафорот? Стој, застани, Галена, малку. И што треба сега за да се издиши таа лутината, да се смири? Се вклучи жолтото светло и Галена почна да диши длабоко, како со ушињата на зајчето, така? Неколку пати и лутината помина. Што и рече тогаш на мама? Мама праша: се смири ли сега, помина ли лутината? Да. И ке се договориме ли да ја купиме играчкава друг пат? Да. Па супер! Семафорот ни помогна да научиме како се смирува лутината. Кој друг сака? Давид и мама одат во паркот. Па ти на крај мама вели време е да си одиме дома. А Давид сака се уште и почна да се лути. Што рече? Сакам. Ама те молам, разбериме, веќе времето помина. Мораме да си одиме дома, затоа што мама има работа многу. А се договоривме дека ќе бидеме до толку часот, утре ќе останеме повеќе. Морам денеска да стигнам на време. На работа, знаеш. А тој уште тропка со ногата и се лути. Тогаш мама рече: се сеќаваш на семафорот? Еве сега пак се налути. Кое светло се вклучи? Црвеното. А тоа што значи? Стоп, застани. Смири се малку. А како ќе се смириш? Ќе дишиме ли? Со прстињата. Ајде. Неколку пати издиши, лутината се намали. Повеќе не беше толку налутен, почна и да се смешка. А мама праша: сега кое светло се вклучи? Зеленото ли? Повеќе не си ми лут. Добро, тогаш можеме мирно да разговараме и да се договориме. Ќе дојдеме друг пат во паркот и ќе надокнадиме за денеска. А сега одиме дома. Важи? Договорени? Да пукни. Нашите две другарки се скараа денеска за топката. Учителката рече стоп. Се вклучи и црвеното светло. Што значи тоа? Стој, застани. Застанете малку. Чекајте, премногу сте налутени за да разговараме убаво. Ајде малку да се смириме. Како? Остави ја топката долу и ајде да дишиме како што научивме. Пак? Се смиривте ли малку? Да. Сега убаво да разговараме. Жолтото светло ни беше за да дишиме и да се смириме. А сега се вклучи зеленото. Сега можеме убаво да разговараме. Што е проблемот? Ја превазев топката таму. Нели рековме дека не смее да се граба, туку треба да се праша дали може заедно да играме или ако сакаш веќе сам да играш со топката, ќе почекаш да заврши таа, па потоа ти ќе ја земиш. Ама најдобро би било да играте заедно. Може ли да се договорите и да речите ајде заедно да играме? Па играта е секогаш поубава кога се двајца, тројца и повеќе деца како што ние си играме овде во тик-так. Одлично! Аплауз за нашиве другарки што одлично ни глумеа. Браво, 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 браво. Семафор сум Деца, имам светла три. Кажи како работам, ако знаеш ти. зелено штом светне како гора лист. Детето те помине, патот му е чист. Браво, деца! Аплауз за сите!